Jeppa! Flugergun kan flugen tegen Zweugentroll. Skrull hurgen dortalig bukermomba farne an hurten bisprail. Hurgel dur hammer, havatar, hulker gunzes milkamfor. Почитувана бандо, ова беше само еден мал вовет на јужно-фински дијалект и она што го реков во слободен превод би значело драги наши браќа и сестри, како аманет, ве молам, кликнете subscribe, натиснете го натиснете го, да, така чудни се во финска, натиснете го звончето за да не пропуштите ниту една, значи, епизода на Не се нервирај. Не знам дали заприметивте Не се нервирај како звучи на фински. Еве ќе ве подсетам. Снургел гурган дурџигезан. Фертик. Да, тоа е фертик. Да. Дали сме спремни? Одиме понатаму. Број 5 за денес. Луѓе кои што во SMS или Messenger или Viber пораки премногу користат кратенки од типот LOL, ASL, PLS, тоа уште од на времето. Ако не знаеш што значи тоа, мал си. Ruffle, rolling on floor laughing. LMK, let me know. Абе, леле, мамо мила. LOL, YOL, small, или I love you. OFC, то значило of course. Ама ако значи то напиши така бе брат. За секој пат кој ќе правиме муабет на Messenger, да не морам да ангажирам судски преведуваш за кратенки. Чисто да се сватиме. Кој шо сакат да кажи? Океј, LOL. Број 4. Некој кој ќе ти се втурни во вратата од тоалетот кој ќе го користиш. Значи, што е многу логично и нормално. Никој не очекува стампедо да влезит во вецево кој ќе си во моменти на една сеопшта благосостојба и на општа релаксираност. И кој ќе даваш се од себе. Никој не го посакува тоа, така малку приватност. Ако е јавно вецево, полека нежно потропни провери, можеби некој внатре твори. Ево моменти на еден креативен расцут. Почитувај го правилото. Кој си го фатит прв, за него. Така е. Во природава и во општеството. И простата логика го вели следново. Доколку тоалетот е зафатен, а ти имаш екстремна потреба да свршиш работа, што е можно побрзо, во најголем интерес ти е тој што веќе е внатре да не го замараш. Колку поќе го замараш, толку поќе е под стрес и тој ќе се задржи, ти теквит. Зато не знам, ако ништо друго помогни му, однадвор, преку врата, помогни му, запеј песна, направи нешто да му е полесно на човекот. Колку полесно му е на него внатре, толку полесно ќе ти биде тебе надвор да влезиш внатре. Ме разбираш? Ај сега, оди сврши работа, да дај ме све овде пред себе. Број 3. Луѓе што сакат да ти роварат по телефонот. Знаеш, она, како што си бараташ и туку вака ќе пробат да дзирнит нешто. Бе, лични работи се, како да ти објаснам. Ако сакам да споделам со некого или со некоја, ќе отвориме месенџер група, внатре ќе си пуштаме гифчиња, сличиња, се не мислам шо е, секој телефон е како екстензија од тебе. Друго ти, то ти е како една мала црна кутија, се кај некој црна, кај некој супер розева, од најубајне, со 4 камери, со преубо, со 4K, со топ. И све ми е на тач преубо. Без разлика. Кој како сакат си имат работи лични внатре во телефонот кај што не е вкусно, не да не е вкусно, туку одвратно е да му ровариш на некого. Да сакаш да му дзирниш. Ако треба нешто да се сподели, тоа ќе се сподели. Пријави го одма да треба полиција посебна да постои или кол центар за да пријавиш некој што сакат да ти роварит по телефонот. Да се јавиш и да речиш: "Ало, сакам да пријавам, извинете, можда премногу викам, можда сум превозбудена, ама имам впечаток дека некој ѓубре имат украдено 10 фотографии од мојата лична колекција
на лоши селфи. Значи ве молам. Број 2 за денеска. Кој ќе пишеш порака, легнат, рацеве ти оттрпнане и телефонов ке ти се лизнити директно на фацата. Ма дури болно е, посебно варкада ако те земи двака овде во ципава. Болно е. Смешно е исто време. Блазе тој што ќе ја гледа таа гледка од страна. Мислам, нема поголемо чувство на задоволство на некој нешто толку минимално клето да му се случи. Преако е. Она, како минимално да те исклучи од струја. Лечо ми се деси. Ништо. Продолжи понатаму. Дури ако е возможно моментот да се сними со на спид камера со 20.000 фрейма во секунда. Она што ќе може да го забележиме е дека дури откако телефонот полека, бавно паѓа, па ќе те втикаче и ти уште не си свесен што се случува и тек после секунда време вака фаца почви Добро е, свативме. Welcome back, Junior. Што се деси бе, брат? Не бе ништо. Океј сум. Добар сум. Не бе нешто. Провери бе. Најјакиот одговор. Сега и секогаш и во вечни векови. Нешто? Проверве. Шо провервеше, море сонце мило, шо провервеше? Провервеше дали можеш сам себе си да се погодиш со телефонот? Шо ти провери? И од сега, од ко провери, како се осеќаш? Да, тешки се патиштата на науката. Тоа е, број 1 за денеска. Понекогаш ептен мали нешта знаат така да те изнервират. Како, например, замисли ситуација, си лежиш во креветот и се е преубо. И секаде си покриен, освен палците. Дали не е гадно? Ова треба се прогласи како нов начин на мачење. Например, кога ќе направиш некој глуп криминал од типот на да украдиш бајато киндер јајце и како да те казниме, немој никако поинаку, 100 евра за тоа некој да ти наплати е премногу, да ти се простит и така не биват, и затоа една недела да спиеш со палците подоскриени. Па дали немат поклето нешто? Какво мачење, човеку какво мачење. Па полесно мислам дека ќе прифатиш во тој момент да те ги напирет група терористи кои што се борет без некаква посебна цел и ето така немаја што да прават поручеква и рекоа дај веќе го киднапираме овај огридјанецот. Го киднапиравме коле и ништо не ќе име за возврат. Иначе ќе го убијаме. What? Отколку, например, да спиеш недела дена со палци откриени. И да слушаш мајка ти на секое. Покри се, стока покри се. Ќе настиниш стока. Може ти веќе не живееш со тебе. Ти може да си живееш сам некаде, си имаш свое семејство и си ама длабоко внатре, во подсвеста, гласот на мајката која што грижливо ти вели, мислори тоа е најголемото мачење. Подсвеста е мачењето, што ти вели, покри ги палците. Стока! Знам, не е логично. Не можеш да најдеш никаква логика. Знам, во ред, окей, ама до толку е клето кој ќе ни ги покриеш палците навечер. Затоа бидете внимателни и like if you like, share if you would. Направите нешто позитивно за себе денеска и бидете здрави и живи и останете кул во оваа тешка ситуација. И не знам, дочекајте го македонското сонце утре повторно, станете порано, појма немам. А ве што сакате, брајте, ајде гледаме.